Интеркултура, интеркултура. Добре дојдовте во уште едно издание на шорткастот Интеркултура. Мој денешен соговорник е Џабир Доку, театарски режисер, поранешен заменик министер во Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Џабир, најактуелно е објавувањето на резултатите од годишната програма. Како е застапена турската заедница на конкурсите, а и воопшто останатите заедници? Дали имаше можности да погледнаш што се случува таму? Успеав вчера да ги дзирнам резултатите од конкурсот на Министерството за култура. Од тоа што првично видов, дел од проектите на немнозинските заедници се поддржани. Тука исто станува збор за турски проекти, но како и секогаш во сите области бројката на добиените проекти, како и буџетот за тие проекти, мислам дека не е на задоволително ниво, особено заради тоа што министерот во својата изјава кажа дека некаде околу 10% е зголемен целиот фонд на програмата за оваа година, но кога ќе разгледам, мислам дека во одредени области дури сумите се помали за турските проекти и секако тука исто би сакал да истакнам дека во голема мера недостасува и современи проекти, односно турските современи уметници како да се заборавени. Нашата борба во рамки на стратегијата за интеркултурализам и општествена кохезија беше цело време да го зголемиме и бројот на проектите кои што ги добиваат заедниците, но секако и да се стави акцент, како што и самиот рече, на живата култура. Зошто нема свест кај централната влада за правичната застапеност, за диверзитетот, за тоа дека треба и останатите заедници да се изразуваат уметнички и културно на едно повисоко ниво? Сметам дека ние како општество не ја гледаме таа шанса, односно не сваќаме дека доколку се стимулираат немнозинските заедници да творат, да создаваат современа уметност особено, на тој начин ќе се намалат и бариерите и сите тие предрасуди кои постојат меѓу граѓаните во нашето општество. Затоа што некој што чита добра литература, гледа добар филм, гледа добра театарска представа, слуша добра музика, полека ги губи своите предрасуди. Сваќа дека во светот не постојат само бели и црни ликови, туку постои и едно сивило каде што сите се наоѓаме. И на некој начин во последните години можеби имаше еден добар тренд да се развие тој дел, но гледаме дека повторно се враќаме на старото. Министерот Љутков на пресконференцијата изјави дека зградата на турскиот театар, каде што треба да се смести и Центарот за култура и невладините организации на турската заедница, ќе се гради и годинава. Да, слушнавме дека како дел од капиталните проекти ќе се продолжи соградбата на турскиот театар. Последните години таа зграда добие на динамика, бидејќи неколку години знаеме дека беше стопирано, дури беа наталожени доста големи долгови и не се гледаше крај на изградбата на таа зграда. Сега новиот министер истакна дека ќе се продолжи со градбата, но не слушнавме конкретни бројки, односно со каков буџет и со каква динамика се планира да се заврши таа зграда. Вака од кулуарски муабети слушаме дека тоа наскоро ќе се заврши, дека планот е да се заврши во следните години, но кога ќе дзирнеме на официјалната владина програма, таму станува збор дека планирано е зградата да се заврши до 2034 година, што значи дека таа зграда и после 2 децении нема да биде завршена, што е можеби некој светски рекорд. Вие имавте еден успех, а тоа е формирањето на културен центар на турската заедница. Докаде е развојот со таа институција? Да, првпат во историјата на независна Македонија турската заедница доби една национална установа која ќе биде финансирана од буџетот на Република Северна Македонија и тоа беше голем успех затоа што во нашата земја постојат неколку институции кои се финансирани од буџетот и кои се насочени директно на турската заедница, а тоа се турскиот театар,
кој годинава ќе одбележи 75 годишнина, и Македонската радио телевизија, односно редакцијата на турски јазик. Прв пат после осамостојувањето добивме нова една институција, што сметам дека е сериозен успех и создава шанса турците во Република Македонија да се ја негуваат сопствената автентична култура. Нешто што се разликува можеби со турците од останатиот дел на светот, и тоа е одлична можност младите тука да се насочат на креативни дисциплини, со тоа да бидат корисни за себе и за општеството. Но ете, и после 2 години од формирањето на институцијата, иако веќе имаше неколку успешни реализирани проекти, не знаеме каква ќе биде судбината со новото раководство на министерството. Чекаме да видиме дали за оваа година предвидени се средства за програмата на овој културен центар, и се надевам барем нема да биде некоја смешна сума на средства со кои не може да се реализираат проекти. Во претходната власт двајца пратеници имаше турската заедница, тоа резултираше и со двајца заменик министри. Имам чувство дека со промената на власта турската заедница не доби толку многу. Зошто е тоа така? Се разбира дека после секои избори има победници и тие што ги губат изборите, и нормално е да има и незадоволни. Но во целата ситуација, веќе после неколку месеци од формирањето на новата влада, слободно можам да констатирам дека турската заедница е најголемиот губитник после овие избори, затоа што прв пат гледаме дека во извршната власт, во ниту еден дел од извршната власт, турците не се представени. Значи, ако порано борбата беше да се има член во влада, односно министер, сега не само што немаме министер, немаме ниту заменик министер, немаме ниту директор во некоја институција, па ниту и заменик директор. Не сум сигурен и дали има членови на некои не толку важни управни или слични одбори. Со тоа што веќе се чувствува дека турската заедница се оттугива. Ние сме постојано на терен, и на рурални средини, и во урбани средини. Во руралните средини секогаш постоеле премногу предизвици и проблеми. Во дел од тие средини турците живеат во субстандарди и навистина имаат сериозни инфраструктурни предизвици, недостатоци од образовен и културен аспект, но веќе се чувствува и во урбаните средини дека турците се чувствуваат оттугени, изолирани и на некој начин својата иднина, особено младата популација, не ја гледа тука. Има ли шанси турската заедница, која што е цело време во еден миграцијски подем и кон Западна Европа, но особено кон Република Турција, значи да се репатрира, да се врати назад тој процес на враќање на младите? Имајќи предвид дека од друга страна пак турските инвеститори инвестираат во земјата и турците кај нас се присутни и како туристи, и како работна сила, но и како луѓе кои што доаѓаат да се школуваат на нашите универзитети. Турците се чувствуваат дека се неприфатени во општеството. Особено последниот период, тоа се повеќе се чувствува, затоа што вие кога не сте дел од системот, односно не сте дел од институциите, не можете да учествувате во креирањето на политиките. Не можете да учествувате во креирањето на буџетот. А кога немате таква шанса, многу лесно сте изолирани и на некој начин сегрегирани. Од друга страна, како што кажавте, односите со Турција во секое поле се на високо ниво. Но дали турската заедница во нашата земја профитира од тоа, не сум баш сигурен. Па дури ниту во приватниот сектор не сум сигурен дека тоа носи некој директен бенефит на граѓаните од турската заедница. Турските граѓани, особено оние од руралните средини, јуручкиот крај, оние кои што живеат во, да не речеме, непристапни предели, наоѓаат на интерес од уметничката сцена, па во таа смисла еве најмалце 3 филма добија кај што учествуваа натуршчици или се бавеа со теми на оваа заедница, значи добија и меѓународен успех. Колку е тоа добро, да речеме, за турската заедница, бидејќи тоа на некој начин ме потсеќа
и на начинот на кој што едно време ромската заедница беше третирана, па разни автори, Костурица пред се, но и многу други, добива признание и награди за тоа. Дали тој интерес за заедницата помага од аспект на современи културни трендови, но и целокупното унапредување на состојбата во која што се наоѓа таа заедница или микрозаедница? Да бидам искрен, јас не сум сигурен дека односот е искрен кон тие луѓе кои живеат во тие многу тешки предели. Веќе повеќе од 15 години имам можност да ги шетам сите тие населени места каде што живеат нашите јуручки турци и станува збор за една навистина тешка географија, како што реков, живеат во субстандарди. Во некои од тие села дури немате ни телефонски сигнал, луѓето се одсечени и живеат во некоја друга реалност. Да, интересен феномен е што дел од филмски автори како да го откријат тој феномен и почна да креираат дела во кои сместени се тие ликови како некои екзотични појави. Јас би бил среќен доколку тоа некако ќе им придонесе во нивниот живот и ќе почнат да имаат поквалитетен живот, односно ќе почне да се инвестира повеќе во тие населени места, но пак имаме и лоши искуства. Знаете дека Атидже беше една супер звезда едно време во нашето општество. Сите сака да се фотографираат со нејзе, сите сака да направат интервју, да ја посетат. Иако јас нејзе ја знам уште од претходниот период, кога уште не беше филмски лик, таа навистина имаше тежок живот и после тоа сето тој интерес што се разбуди кај дел од граѓаните само ја направи да се чувствува уште поосамена и побезвредна. Значи, бевме сведоци дека нејзината добронамерност беше злоупотребувано од различни аспекти и од некој аспект стана дел од капиталистичкиот систем каде што единствената цел е да се експлоатира тоа што носи пари, а потоа да се заборави. Какво е чувството и како ќе оцените власта во овие 7-8 месеци од формирањето во однос на правата на помалите заедници, во однос на функционирањето на целокупниот систем? Има ли некаков напредок или континуитет или разлика во однос на она што беше претходно и што очекувате во тој поглед да се развива како однос? Веќе поминаа 7 месеци од формирањето на новата влада, поминаа тие првите 100 дена каде што даваме шанса да видиме на каде ќе се движат работите. Во однос на политиките за немнозинските заедници, јас сметам дека влегуваме во една стагнација и видливо е дека новата влада и нема некоја точна визија па или интерес да вложува во тој дел. Со самото формирање на новата влада, Министерството за политички системи и односи меѓу заедниците се трансформираше во Министерство за заедници и интересно беше тоа што прв пат имаме вице-премиер од една немнозинска заедница, кој исто така раководи со Министерството за односи меѓу заедниците. Тоа ни даде една надеж можеби дека може нештата да се движат со поголема брзина, но после неколку месеци гледаме дека Министерството не е функционално. Од друга страна, Агенцијата за остварување на правата на заедниците имаше фонд од 3 милиони денари со кои се поддржува проектите на немнозинските заедници. Оваа година тој фонд е намален на само 100.000 денари, што е една смешна сума на пари со кои не може да се финансира апсолутно ништо. Имавме добра меѓу ресорска комуникација во самата влада околу правата на заедниците. Може би тогаш имаше недостатоци, особено кога станува збор за буџетот, но во тој период барем бевме сигурни дека со тие ресори, со тие институции раководат луѓе кои ја знаат проблематиката и се искрени. А сега
Јас како активист за правата на немнозинските заедници, поголемиот дел од луѓето не ги познавам. Тие не комуницираат ниту со нас, ниту со невладините организации, ниту пак гледам дека во јавноста се говори нешто за унапредување на правата на заедниците. А со тоа можеме да констатираме дека за сега и нема некоја визија, идеја да се направи тоа. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам за поканата. Intercultura, 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 intercultura.